Попова шапка е убава и кога врне снег и кога грее сонце. Но скијачите ќе ви речат, сакаме кога е постудено затоа што ски стазите тогаш се подобри. А оние кои дошле на прошетка ги обожаваат сончевите зраци додека го пијат своето кафе или чај. Адреналин наспроти чувство на спокојство. Затоа ние ќе ви го доловиме овој туристички центар и снежен и сончев. Попова шапка е еден од најстарите и најголеми ски центри во Македонија, сместен на надморска висина од околу 1800 метри. Располага со повеќе жичници и ски лифтови, а вкупната должина на ски патеките е околу 20 километри, додека скијачкиот простор се протега на над 35 квадратни метри. Скијачките патеки се погодни за сите нивоа на скијање, од почетници до професионални фрирајд авантури. Класичното скијање на стазите и ставањето во функција на скилифтовите и жичарниците оваа сезона беше опозможено во 2 наврата, кога беа создадени услови со врнежите од снег, додека за фрирајдерите има подобри можности на падините на шар. За во февруари се предвидени повеќе надпревари, кога ќе се исполнат прогнозите за нов снег. За февруари имаме прогнози дека ќе имаме снег и со така имаме календар на активности заедно со Скијачката федерација на Република Северна Македонија, па се надеваме дека климатските промени ќе ни служат на нас, времето ќе ни служи, ќе имаме доволно снег за да можеме да реализираме сите активности и сите планирани надпревари кои што ги има планирано Скијачката федерација. Од раководството на скијачкиот центар најавуваат дека оваа зима ќе се обнови познатата спортска манифестација Шарпланински куп. Значи, реално ние имаме големи активности кои што треба да ги реализираме во ски центарот Попова шапка. Прв пат ова година после долго време не беше во функција Шар купот. Предвиден е во календарот на Скијачката федерација. Заедно со нас ние имавме и гости, имавме и инструктори, имавме и инспектори кои што ја инспектира физ стазата на ски центарот Попова шапка. За истата добивме ние сертификат, го продолживме сертификатот и веќе е планиран и Шар купот во Скијачкиот центар Попова шапка да се одржи за оваа година. Сето тоа зависи од климатските услови и од врнежите од снег и од дебелината на снегот што го имаме во стазата. Во ски центарот има повеќе сместувачки капацитети, како државни, така и приватни. Постојано се прават резервации, затоа што Попова шапка е особено атрактивна во зимскиот период. Хотелите беа избукирани и државните капацитети, па и приватните капацитети, исто така и приватните викенд вили кои што се рентаат во ски центарот за време на новогодишните празници и на распустот за децава. Без разлика што немавме снег, имавме посетители. Имаше една пауза, значи, на посетеноста, пошто се зголемија многу температурите и немаше воопшто снег во центарот. Сега има најави, има резервации во сите капацитети и во приватните и во државните хотели. Хотелиерите задоволни од посетеноста, но велат секогаш може подобро, доколку се работи на понатамошен развој на овој туристички центар. Се е блокирано, но има и многу одложување. Нажалост, ова година, како и лани исто, значи, кога почнат деца во школа, тогаш почна и првиот снег. Значи, имамо 1 месец одложување од снегот. Така што имамо многу гости што ги одложиле
Собите, ама имamo и нови што блокирани, што чекат. Значи имamo на листа на чекање што многу чекат, затоа ние не го приметимо тоа многу. Колку се задоволни од убавините на Шарпланина? Убавината тоа што Господ го дал, смо многу задоволни, ама човекот што го направил ништо. Значи, доста чекавме, ни треба вештачки снет обавезно овде да имамо. Тоа го немамо, значи мора нешто да се направи. Сега секоја година ни кажат дека ќе прават нешто, ама моментално ништо. Без вештачки снет Шапка не може да преживе. Доста чести гости на Попова Шапка се странците, кои кога еднаш ќе ги видат овие убавини, доаѓаат повторно. Од каде се доаѓаат гости? Од секаде, цела Европа. Моментално имамо од цела Европа гости, значи више немамо само комшиите, ги имамо цела Европа. Значи повеќе се странци кои што доаѓаат тука или? Да. Домашни гости? Не, повеќе имамо странци гости. Имамо скандинавци доста, имамо германци, имамо значи од сите белгици сега чекамо да ни доаѓат. Гостите кои што доаѓаат, претпоставам се задоволни нели од убавините. Дали повторно доаѓаат следните години? Да. Ние имамо 3-4 години исти гости, само што повеќе доаѓаат, значи со поголеми групи. Почнало со 4, сега со 8, со 10, така што сигурно тие се задоволни. Колка е просекот во сезона, колку гости доаѓаат? Ние, значи тоа што отприлика можеме да броиме, имамо околу 3500 странски гости. Странски во таа бројка не влезе, например, домашни гости, не влезе Косово, Албанија, пошто тие идат некогаш самодневни, доаѓаат дневна посета, така што мислим тоа бројка може многу да се множи, многу повеќе да бидат. Ако имамо повеќе снег, ако имамо повеќе хотели. И гостите се задоволни, како домашните, така и странските. Попова Шапка е една од најубавите планини кај во Македонија. Значи, кога имам време, значи, често ја посетувам, има многу убавини, значи, воздухот е многу добар, има, убави терени кај за скијање, кај за санкање, мислам супер, моментално доаѓам, стално во хотел Скардус, каде што има идеални услови и за престој, има супер терен, тука надвор, излезе малата популација каде што можат да се играат, каде да се санкаат, има и луѓешки, така да Шапка, како да кажам, многу често посетувам. Многу ви се допаѓа, доаѓате фамилиарно? Па некогаш фамилиарно доаѓам, кај некогаш доаѓам со пријатели, обично тука правиме и некои шаковски кампови, дека сум председател кај Шаковски сојуз на град Скопје, имаме тука доста правиме кампови шаковски, исто се работуваме со слепите, каде што и они уживаат кога ќе дојдат тука. Значи највеќе ми се допаѓа како дека чистиот воздух. Значи воздухот е тука стварно идеален, условите се идеални и поготово кога ќе падне вака, мислам, снег, е вистинско уживање и убавина каде се биде кај оваа прекрасна планина. My name is Philip. I'm from Norway. Been skiing for the latter part of my life. It's something I really enjoy. And
the mountains here, Shar Mountains, beautiful. Luckily now we even got some more snow that will make the skiing even better. I could see, yeah, took a walk yesterday, saw all the mountains, visibility was good, sun was out. It's beautiful around there, so really like the nature, the landscape, and being able to come here to free ski is beautiful. With being in touch with the nature outside of the slopes, it's really nice. First time in Macedonia, yeah, and yeah, the people are nice, feel really welcome. It's wonderful. Food is good. My stomach's always full, and yeah, everything's been nice. За оние поискусните и посмелите скијачи има одлични можности за турно и фрирајд скијање низ недопрените предели на двете страни на планината. Чувството е фантастично да се скија фрирајд. Нашите планини даваат прекрасни услови за таков тип на скијање. Прво имаме многу убави, да речеме, не многу благи падини, но падини кои што даваат можност ние многу лесно да се искачиме со возилата кои користиме, ротраците кои користиме и да дојдеме да откриеме огромен предел кој што во соработка со Националниот парк веќе е и ослободен, дозволен да се користат овие машини и да се работи овој тип на скијање. Чувството е неверојатно да се скија на неизвозен снег, недопрен снег, да се ужива во дивата природа и истовремено ни е многу драго што на нашите посетители можеме да им го доловиме тоа, да им го дадеме тоа. Потенцијалот е огромен. Во светот овој тип на скијање веќе може да се каже дека е исто популарен колку и класичното скијање на патеки, на веќе направени ски патеки. Така да Македонија веќе полека но сигурно станува веќе една препознаена дестинација за овој тип на фрирајд скијање и на ски туринг. Каков е интересот? Интересот е голем и секоја година се зголемува. Можам да кажам дека во последните 15 на години од кога сме активни и работиме на планината, многократно е зголемен интересот. Веќе исто така можам да кажам дека како дестинација сме препознаени во светот и побарувани. И имаме редовни букинзи. Можеме да кажеме дека сезоната ни е распродадена уште пред да започне. Кои се најчестите гости? Од каде доаѓаат? Дали од земјава или од странство? Од странство. И локално интересот е голем, особено во периодот кога имавме и ковид кризата, кога не можеше да се работи со гости од странство. Гостите не се од дестинациите кои што имаат и, како да кажам, веќе некоја традиција во овој тип на скијање. Скандинавските земји, Белгија, Австрија, Холандија, Полска ни се многу активни гости. Локалните земји околу нас имаме доста често посетители од Словенија, имаме често посетители од Бугарија.
но истовремено можам да кажам дека гостите ни доаѓаат од дестинациите од каде што можат да стигнат до нас. Значи, од оние дестинации од каде што имаме директни летови или со максимум едно прекачување. Така да е еден апел и кон државата. Мораме да го подобриме тоа. Мораме да ги подобриме дестинациите со кои што имаме директни летови, за да можат да не посетат гостите. Како се организирате? Како тече еден ден? Па имаме веќе една стандардизирана програма. Во соработка нели со хотелот Скардус, гостите ни најчесто ни земаат еден полн пакет. Ги пречекуваме на аеродром, ги носиме тука, често со возила кои што треба да имаат нели добра зимска опрема, бидејќи кога што гледате условите за возење се захтевни. Ги сместуваме тука во хотелот, им се дава еден брифинг околу тоа како изгледа еден ден со нас, како стартува возилото, кои се однесувањата, имаме правила на однесување во машините, имаме безбедносни правила како се скија, ги запознаваат своите водичи, им се дава опрема за лавинска безбедност и некој мини курс, иако не е тоа возможно да се направи нели во кратко време, но чисто за ние да осетиме колку луѓето имаат искуство во скијање надвор од стандардизираните патеки. И потоа имаат 7:30 доручек, 8:30 веќе се спремаме долу во ски собата која што имаме во хотелот. 9 часот најкасно сакаме да тргнеме. И скијаме обично од 9 часот до 4:30. Сакате да им се придружите, треба да имате соодветна опрема и подготвеност, затоа што безбедноста е најважна. Предизвикот е голем. Скијањето на стаза и скијањето фрирейд е доста различен стил на скијање, да речеме. Скијањето на стаза е како полесно, доста побезбедно. Скијањето фрирейд е друга техника, доста знае да биде небезбедно. Ние сме тука како гајдови на планина за да го направиме најбезбедно што може, да речеме. Имаме помината доста курсеви за безбедност, лавински, прва помош, работиме сепак со клиенти, ние сме одговорни за нив. Мене како млад човек ми представува задоволство да помогнам и додека сум скијал на стаза, сум помагал на повреден. Што се е потребно во однос на опрема, подготвеност на скијачите? Па да, конкретно за работа ние што ја работиме, треба малце искуство од претходно, значи не е потребно нешто специјално. Најбитно е да имаме соодветна опрема, како што е лавинска безбедна опрема, ранец кој што има позади балон, кој што може да ни помогне во лавина. Внатре во ранецот исто имаме лопата и сонда за преварување и секој клиент и водич обавезно мора да има направа која се вика трекер, која испушта сигнали и во одредени моменти прима сигнали кога бараме човек што е под лавина, да речеме. Во однос на личната опрема на скијачот, дали може и бордери и скијачи? Да, кај нас клиентите се и бордери и скијачи. Ние како водичи претежно сме со ски, бидејќи сме поподвижни, поагилни, можеме да помогнеме многу побрзо, да се искачиме негде со турна опрема. Нашите соговорници со посебна страст говорат за фрирайд скијањето. Тие како водичи велат дека не би го замениле со ништо друго. Чувството кога ја правите првата линија, како што велат, е неописливо. Фрирайд е подобра секако за мене. Така и, нели, оваа работа треба да работи човек кој што ја сака. Не можеш случајно да влезеш во неа. За мене лично, искачувањето на една неискачена планина или неотскијана планина, недопрен снег е вистинското чувство. Така, јас израснав во Попова шапка, имаме куќа тука во пред 35 години некаде направена. И
сакав да скијам и патеки, но скијањето фриред беше тоа што на мене на некој начин ме внесе во планинарењето, алпинизмот понатамо и така натаму. Така да чувството со фриред е фантастично и секоја планина, зависност дали е скијање со ратрак или туринг скијање, може да биде планина која што би можел да ја искачиш и одскијаш, зависи од тебе. Колку си спремен. Така да тоа е тоа, мислам, тоа е вистинското чувство на зимско планинарење и зимско уживање. Чувството е неописливо, значи поготово кога снегот е нов, кога временските услови дозволуваат видливост. Погледите се воодушевувачки, никој не може да остане рамнодушен на погледот. Пред се најбитна ни е безбедноста, како што реков пред малце. Нашите гости се доаѓаат од целиот свет, имаат видено многу. Условите што ги нуди Шарпланина се, да речеме, на исто ниво со врвните скијачки центри, со местата кои што нудат исти тип на скијање како ние што го нудиме, скијањето со ратрак. Клиентите се презадоволни, услугата што ја нудиме и ние како компанија и хотелот е на високо ниво. На Попова шапка функционираат и повеќе ски школи кои им помагаат на посетителите да ги научат првите чекори, да ги совладаат или да ги унапредат техниките на скијање. Климатските промени низ годините ги намалија снежните денови на скијачкиот центар, поради што потребно инсталирање топови за вештачки снег. Тоа е планирано во првата фаза од развојот на овој скијачки центар на стратешкиот инвеститор Техноалпин, според најавите на владата, заедно со изградба на нови хотели, ски стази и паркинг места. Директорот на ски центарот вели дека работите се движат во позитивна насока. Јас можам да ви кажам само дека јас сум оптимист, што сум дел од таа работна група. Позитивно се одвиваат преговорите. Ми се чини дека за брзо време ќе има позитивен исход за истата и се надевам дека сите ќе се радуваме со тој исход што треба да се донесе во владата на РС. Тетовската локална самоуправа пак во насока на развој на ски центарот најави изградба на пристапен пат од 4 километри со кој би се намалиле гужвите во сообраќајот, кои претежно се создаваат за време на викендите. Во делот на инвестирање за отворање на нов пристапен пат околу 4 километри, со што ќе се подобри инфраструктурата, исто така во делот на инфраструктурата се инвестира на асфалтирање на патот во рамките на викенд Кујчичките, викенда Селбата. Исто така при крај сме и со носење на нов детален урбанистички план за Попова шапка. Со сите овие инвестиции ние работиме и се надеваме дека ќе придонесеме во развој на овој туристички центар, да не биде само национален, туку и регионален туристички центар и за зимскиот туризам, за љубителите на скијањето, но и за летниот туризам, се сите тие кои сакаат да ги посетат овие убави. Јавното претпријатие Тетово Транспорт воведе нова автобуска линија од Тетово до скијачкиот центар Попова шапка, која засега ќе функционира само за време на викендите. Првиот викенд кога започна да функционира, со јавниот превоз се возеле над 400 патници. Значи линијата ќе биде само за викенд, сабота и недела. Планираме за понатаму ќе може и за другите период да го продолжиме како линија. Ски центарот Попова шапка е оддалечен 19 километри од Тетово, 63 километри од Скопје. Од Тетово води асфалтиран пат кој поминува низ попатните шарпланински села.